Првото прашање околу новата влада и плановите за нови министерства и нови министри. 20 министерства, се зголемува бројката на министерства. Министри ќе има 24. Кој е вашиот став? Со оглед на тоа што беше најавувано од самото ВМРО-ДПМН дека имаат план да ја намалуваат администрацијата, но сепак се чини дека ги задоволуваат повеќе апетитите на коалиционите партнери со зголемување и на број на министри и министерства. Па, впечатокот и мој е сличен, а тоа е дека очигледно треба да се направат некакви компромиси со коалиционите партнери во дефинирање на идните контури на владата. И од тука на овој начин гледам и јас дека зголемувањето на бројот на министерства од 20 на 24 упатува на таа распределба на ресорите помеѓу коалиционите партнери повеќе отколку врз основа на некаква предефинирана потреба. Иако мандатарот ќе го оправда овој потек со тоа што предходно утврден е во програмата, во предизборната програма на владата и со аргументот дека би било многу посложено да формирате сега влада, да направите процес на консултации, потоа повторно да ја редефинирате, да ги редефинирате контурите на владата. Меѓутоа морам да речам дека ваквата структура сега го зголемува бројот на институции, не оди во насока на предизборно ветување околу оптимизација и рационализација и оно за што и претходната власт беше критикувана од ВМРО ДПМН и од страна на граѓанскиот сектор, вклучително и нас, дека неопходно е малку да се оптимизираат институциите, не само да се зголемува нивниот број. Така што сега, еве, не само што ќе имаме 4 нови министерства, моја претпоставка е дека доколку во сегашната структура министерствата се креатор на политики, особено новото министерство кој што се однесува на енергетика, рударство и минерални суровини, неопходно ќе биде да се формираат други институции под него, кои што ќе треба да ги имплементираат овие политики. Значи повторно оди во насока на зголемување на бројот на институции. И ако ја погледнете интегрално програмата за работа на владата, можете да воочите дека владата веќе во својата програма зборува за формирање на нови институции во рамките на разни сектори, например формирање на Национална агенција за координација на ИПА фондови или дигитален иновацијски центар под Министерството за дигитална трансформација или пак ако сакате во Министерството за земјоделие имате нова агенција за управување со земјоделско земјиште, кои што ги најавуваат. Некој од нив ќе треба велат во својата програма, која што мандатарот во експозето ја бранеше пред собранието дека ќе бидат интегрирани, меѓутоа ние во програмата гледаме и сосема нови институции. Тоа од своја страна значи дека ќе се зголемува и бројот на вработени во институциите, ќе мора да се алоцираат дополнителни финансиски ресурси, технички ресурси, луѓе и така натаму за да може да се реализираат политиките. Значи неминовно велам дека во овој прв налет на ова што го гледаме во делот на најавените реформи не се движиме целосно кон оптимизација, туку кон проширување. Кога ги споредивме, не интересираше какви се состојбите во другите. Да, компаративно ме интересира. По-зрелите демократи имаат многу помалку министерства, иако имаат многу поголем број на жители. Да, па еве ги земавме Италија, Франција, Германија, нивниот број на министерства е помеѓу 13 и 15, а бројот на жители кои што ги обслужуваат се 58 милиони, 60 милиони, Германија 93 милиони жители. И сега ние, каде што имаме милион и пол жители, имаме 20 министерства, во новиот состав ќе имаме 20 министерства. И министри 4, тоа се кабинети. И нови, и да, и подпредседателски места, 4 подпредседателски места, кое што
да оддава впечаток дека имаме бајаги ресурси. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект, дел од земјите, особено па естонскиот систем, секогаш упатуваат на тоа дека кога имате помалку ресори и министерства, подобра е координацијата помеѓу нив, бидејќи политиките никогаш не се во надлежност на само едно министерство. Туку се во надлежност на повеќе министерства, така што тие и министерства треба да се обработуваат едни со други во имплементација на политиките и да бидат поупатени, покоординирани, поинформирани меѓу себе. И затоа они одат на оптимизација и рационализација не само во однос на големината и структурата на јавниот сектор. Од друга страна, Европска унија не ни вели каква треба да биде структурата и СИГБА, не ни вели каква треба да биде структурата на јавниот сектор, меѓутоа вели главниот критериум е дека вие треба да имате институции кои што ќе овозможат подобри услуги за граѓаните, кои што ќе бидат пореспонзивни, побрзи, поагилни. И сега дали една ваква структура со нови 4 обременети министерства, навистина ќе го даде посакуваниот ефект, останува времето да видиме. Не би преудицирала веднаш дека не е добро, од аспект на организација, единствено од аспект на зголемување, апсолутно ова води во овој сегашен момент кон зголемување на бројот на институции. И трупање на администрација. Па ќе бидат неопходни, видите, ако вие го раздвоите Министерството за информатичко општество и администрација на две министерства, со дигитализација, вам ќе ви бидат неопходни да ги покриете барем оние минимум хоризонтални функции, човечки ресурси, јавни набавки, финанси, архива и така натаму. Значи, вие неминовно ќе морате да имате нови вработени. Ако формирате комплетно ново Министерство за рударство и енергетика, вам и минерални сировини, вас ќе ви требаат луѓе кои што ќе имаат компетенции и квалификации во таа односна област. Во 3 области. Да, замислете, формирате Министерство за дигитална трансформација. Не велам дека е лошо, но зборувам што ќе ви биде неопходно. Ќе ви бидат неопходни инженери во областта на информатички и комуникацијски технологии. Што друго би ви било потребно? Тоа значи нови ресурси, и така администрацијата во овој момент и во минатото имаше проблем да најде квалификуван кадар од таа сфера кој што сака да работи под овие услови кои што ги има администрацијата и за овие плати. Да, тоа се многу мали плати за тој мали плати за тој сектор, апсолутно. И сега сигурна сум дека владата ќе се соочи со потешкоти во овој сегмент. Особено заради тоа што и интересот сега за вработување во јавниот сектор во изминатите години значително се намалува. Да речеме, ако ги земете годините наназад, имате 1 или 5 кандидати за едно работно место во просек, кога сме истражувале, на нашите податоци тоа упатуваат, што не е никаква конкуренција. Вие практично и немате како да придобиете квалификуван кадар, а ако при тоа не ги направите реформите во сустав на други сфери. Системот на плати мора да се ревидира, делегација на надлежности да се засили, да луѓето бидат одговорни за резултатите, да се професионализираат највисоките раководни структури, да се направи, да се погледнат јавните установи, чиј што број е најголем, 950, да видите дали во тие јавни установи можете да оптимизирате или треба некако да се регионализираат дел од услугите, зашто за мене тие се најпроблематични. И уште ова сакав да ви речам, например, што ни покажува искуството во минатите години, вие сега ќе ја регулирате со овој нов закон, ќе ги регулирате органите на државна управа, тие се отприлика 111, ако ги земеме собрание и регулаторите, ќе ги регулирате нив, меѓутоа локалната самоуправа постојано формира нови јавни предпријатија. Така, ако го погледнете регистарот на МИО, можете да забележите дека главно нови институции се формираат во локалните самоуправи, се формира институција од типот на улично осветлување, јавно предпријатие за улично осветлување, нешто што може да го извршува и една приватна фирма или некој сектор, оделение во рамките на локалната самоуправа. А вие кога ќе формирате ново јавно предпријатие, тоа предполага управни, надзорни одбори, директори, заменици, директори, трошоци за возила и така натаму, луѓе, кадри, кои што реално прашањето е дали имаат навистина толкова обем на работа во текот на годината,
колку да го одржуваат уличното осветлување. Ми паѓа на памет ова, бидејќи тоа беше еден од примерите во минатите години. Неколку јавни предпријатија се формираа по оваа основа. И сега вие велите тука ќе оптимизираме, ќе направиме ПВР, а од друга страна имате бројни проблеми каде што воопшто не ги допирате во институциите во јавниот сектор, бидејќи не го гледаме интегрално, туку постојано некако ги двоиме, зборуваме дали за органи на државна управа, па понатаму се останато регулатори, јавни установи, предпријатија и така натаму. Така што мора да се гледа на реформите на јавната администрација малку низ еден поинтегрален пристап и главен фокус да бидат услугите кон граѓаните. Како нив да ги направиме поефикасни, побрзо да одговараат на потребите на граѓаните, да бидат поагилни, да не чекаме редови, да добиваме подобри, поквалитетни услуги. Сакате станува збор за лични документи или во областа на здравство или подобра комунална хигиена и така натаму, и така натаму. Бројни се проблемите, така што не гледам на овој потек на владата како на некаква реорганизација, туку гледам како на компромис помеѓу коалиционите партнери. Да. Добро, како велат тие? Се компензира со намалување на бројот на пратеници. Ќе бидат 90. Тоа е нивниот одговор, зашто има зголемување на министерствата и министрите и освен тоа и воопшто практично бришање на надзорните и управните одбори. И со тоа се стеснува, велат, можноста за клиентелизам, неефикасна администрација, се намалува администрацијата. Тоа е нивниот одговор. Не можам да се согласам дека намалување на бројот на пратеници, на 30 пратеници, станува збор за 30 пратеници, дека со тоа ние ќе направиме не знам какви заштеди и каква оптимизација и рационализација на севкупно, да речеме, на целиот јавен сектор, на сите оние кои што на некој начин се подпираат, односно земаат плата од буџетот. Станува збор за 30 пратеници. Визави извршната власт, која што брои огромен број на институции и вработени. Напротив, ваквата, за мене ова е некаква, може би да се толкува како политичка порака, дека новата влада има за цел да ја засили извршната власт, визави законодавната власт, а нашиот систем е парламентарен систем на демократија. Некако вие таа функција надзорна на парламентот ќе ја минимизирате, без никаква друга оправданост. Сам дискусиите околу тоа дали Македонија ќе биде една изборна единица, се уште не се исцрпени, какви ќе бидат импликациите од таквиот изборен систем, не се исцрпени дискусиите зошто, која е рационалноста да имате 90 пратеници визави 120, дали заради тоа што се намалува населението, дали има некаков систем на аргументи кои што се подкрепени на било какви докази, се уште не сме виделе. Вака да објаснат она како што е во програмата, дека 30 пратеници ќе обезбедат оптимизација на трошоците, не можам да видам некаква целосна оправданост. Наспрема, велам, 930 јавни предпријатија, ако сакате, и наспрема 120 едно време, сега се сигурно повеќе од јавни установи, од јавни предпријатија и така натаму. Да. Експертите протестираа за тоа што немаше јавна дебата кога станува збор за зголемување на министерствата, така наречена реорганизација на министерствата. Прво не се донесе во некаков консултативен процес. Вас не бе консултираа? Не сме биле консултирани за ова прашање. Слушам дека идниот премиер, односно премиерот до следната како оди недела, дека го аргументира ова со и сите негови блиски соработници, дека државите, полибералните демократи, британскиот систем и другите држави можат сами да одлучат за составот на кабинетот и да бројот на
на министерства и дека тоа е легитимно право на оној кој што ја предводи владата да ги утврди приоритетите. И ќе се согласам со еден дел, вистина таков е британскиот систем, дека согласно со вашата програма вие можете да го проширите бројот на министерства. Меѓутоа, ние го носиме Закон за организација на државна управа, каде што повторно ги бетонираме институциите, односно министерствата, доколку секоја следна влада сака да го промени ваквиот состав, треба да има двотретинско мнозинство. Значи, воопшто не е во духот на она што се зборува, а се зборува дека треба мандатарот да има слобода сам да одлучи. Тоа значи дека треба да направиме систем за секој следен мандатар да може да одлучи за министерствата, за министрите и за составот на кабинетот. Вака велам, значи во Законот за организација на органи на државна управа немате одредби кои што ви овозможуваат и идните мандатари да ја формираат владата по сопствено убедување, туку се наведени институциите, се воведува институтот проценка на влијание на регулативата пред да се направат нови институции, ќе речам за органите на државна управа, и тоа значи дека вие уште повеќе го бетонирате и двотретинско и анализа пред да се формира одредена институција. Значи, сакам да речам ова што се говори во однос на ова што излезе во законот, не е сосема во духот на слободата, на начинот на кој што вие ќе организирате управата и министерствата. Ете, тоа е моето воочување, но на владата најави дека ќе има измени на Зору повторно, па можеби ќе ги земат во предвид и овие забелешки, и во тој случај, ако е тоа принципот, ќе го обезбедат тој принцип за било која следна влада, ако претходно е направена проценка дека е тоа најдоброто решение за нашата држава. Да. Околу балансерот можеме, многу пати сте давали изјави, околу сте и не само вие, експертската јавност генерално е онаа која го критикува заради злоупотребите, и тоа се најавите и на ВМРО-ДПМНЕ за злоупотребите со балансерот, што се декларираат голем број од граѓаните со некоја сосема друга националност, за да имаат шанси да влезат во администрација. Ќе видиме како ќе се одвива таа полемика внатре помеѓу коалиционите партнери, бидејќи во предизборните програми различни беа ставовите на ВЛЕН и различни беа ставовите на ВМРО. Да, прилично спротивни. Многу спротивни. Како балансерот и нашето истражување покажува дека преголема е злоупотребата и неодржливо е решението на балансерот на овој начин како што е сега предвиден, бидејќи тоа е врзан со плановите за вработување на секоја поединечна институција. Вие имате институции, да речам, во Источна Македонија, каде што не можете да обезбедите репрезентативноста на разните етнички заедници, бидејќи едноставно немате доволно население кое што живее таму, од таа етничка припадност, која што вам неминовно по балансерот ви излегува дека морате да вработите човек од определена етничка група. И сега таа злоупотреба веќе се одвива толку извулгаризирана да оди дотаму одеше дотаму да вие примате албанци во Источна Македонија, македонци во Западна Македонија, бидејќи балансерот во тие институции така определува, па ги менувате преку трансфери. Значи, комплетно неодржливо решението, бидејќи ако погледнете регистарот во голем дел од институции, да речеме во Скопје, како една централна територија, застапеноста е прилично веќе станува вообичаено прашање, не станува само прашање на тоа да се преброиме, туку веќе се создаде, се креираше една култура дека мора да имаме правична застапеност и, например, во армијата, во војската, лекари, социјални работници, каде што не важи правилото на балансер, оние кои што се даватели на јавни услуги, ги водиме по законите даватели на јавни услуги, дел од севкупниот сектор, они без балансер водат сметка за
правична застапеност. Сакам да кажам, имаме и позитивни светли примери, каде што по уставниот принцип дека се грижиме за еднаквите можности, дека институциите и воопшто луѓето водат сметка да имаме некаква избалансираност и во сектори каде што балансерот не се применува. Ви ги наведов веќе секторите. Да. Така да ќе мора да се ревидира балансерот, во која форма не знам и дали ќе има согласност меѓу коалиционите партнери не знам, но таа дебата треба да се отвори и треба конечно да се направи некакво поодржливо решение, да. И по решение кое што нема да ги тера луѓето да влегуваат во криминал, односно да и не е достоинствено договараат, воопшто. така и недостоинствено да се евидентираат на еден или на друг начин, па да го менуваат своето чувство на идентитет само за да стасаат до работно место. Желбите за работно место, иако нели акцентот е на администрација, односно на државна служба, државната служба е најатрактивна. Но така интересно е, така да, злоупотребата на балансерот постојано се говори, но ВМРО-ДПМ не го споменува, вели дека партиските книжки нема да бидат главниот мотив, главната алатка за вработување, но проблемот со именување на директори останува од страна на владата. Тие не се откажуваат од тоа, а тие злоупотреби се практично еднакви како со балансерот. Да, за мене беше големо разочарување што нешто што постојано Европската заедница, Европската унија ни го напоменува, а тоа е професионализација на високите структури, особено, да речеме, во здравство, земете директори на здравствени установи, да се менуваат со секое, тоа беше примерот со секое влегување и излегување на коалиционите партнери од владата, па вие гледате целосна промена на директорите на институциите. Значи, не само што ја нарушува динамиката на работа на институција, угледот на институцијата, односот кон граѓаните како клиенти, него има сериозни последици, не можете да обезбедите никаков ни континуитет во имплементацијата на политиките. Значи, има одредени работни позиции кои што мора да се професионализираат. Благодарам за интервјуто. Ви благодарам и вам. Големината на владата и насловите на министерствата не се предуслов за успех на една влада. Тешко е да се направи споредба меѓу органите на управување на одредени земји. Среде плејада министерства понекога се провлекуваат нејасни наслови до тој степен што некои луѓе не се двоумат да зборуваат за фиктивни работни места со премногу министри или заменици државни секретари. Сатиричниот неделник Лека Нараншене по еден мешовит министерски совет Франција и Германија напиша зајадливо дека половина од француските министри не можеле да присуствуваат на француско-германскиот совет, каде што секој министер од една земја морал да имал соговорник со министерот од другата земја. Проблем, Франција има двојно повеќе министри од Германија. Сега, која земја е подобро владеена, ви оставам самите да заклучите, бидејќи тука споредбата е тешка, со оглед на тоа дека Германија е многу подецентрализирана од Франција, имено Германија е многу повеќе менаџирана на локално ниво, а за тоа не и треба министер. Експертите се убедени дека, особено во малите земји со млади демократии, можат да имаат негативен ефект од намножувањето на министрите кои сакајќи да го правдаат својот интерес, се впуштаат во повеќе или помалку штетни мерки за да го привлечат вниманието и медиумски да постојат, со кои се казнува сета економска активност. Поголемиот апарат ги зголемува шансите и за корупција и лошо владење, бидејќи тешко се менаџира, при што особени тешкоти се појавуваат при коалицијски влади во кои примерен интерес е да се испрати противникот во опозиција, а не идеолошко обединување за прогрес на државата. Без тука да се анализира колку еден министер или министерство го кошта буџетот. Но најтипичен пример на утврдено владење е Европската комисија, еден вид владата на Европската унија, за чиј нов состав сега се договараат шефовите на државите и владите. Таа број за сега, пред да има реформи, толку членови колку што има и членки на Европската унија. Но да ја оставиме на македонската влада да се покаже и докаже на дело, таа ќе се оценува според резултатите,
a ne според бројноста.